Дали знаете дека во 1498 година Кристофор Колумбо на своето трето патување во Новиот свет го открива островот Тринидад, а потоа за прв пат стапнал на брегот на Јужна Америка. Драхан бил еден од морнарите кај Колумбо, индијанците го нарекле големиот Арон. Какви овластувања имал во третата експедиција, најдобро зборува податокот дека Венецуела ја крстил токму учениот од Венеција. А двата острови и денес ги носат имињата Лаехнида. На четвртиот поход кон Индија, главен заповедник бил токму охриѓанецот. Дали знаете дека за разлика од другите делови на Македонија, народната носија во Преспа е претежно црна? Меѓу луѓето се кажува дека овде во минатото се носела бела носија, но дека таа била заменета со црна по трагичниот настан на ослепувањето на Самуиловите војници. Долнопреспанската носија е црна. Таа нема везови, посебно карактеристична е кошулата, која е единствена во Македонија и се разликува дали е за девојка, жена или постара жена. Ако на кошулата има 9 лози линии, тогаш станува збор за невеста. Доколку беќарот виде 7 линии, тогаш таа е девојка и може да ја проси. Ако на кошулата има 5 линии, тогаш станува збор за возрастна жена. Носијата може да ја видите и во приватниот музеј на народни носии на Јоне Ефтимовски, кој се наоѓа во преспанското село Подмочани.